Во собранието во февруари би требало да се одржи првиот состанок на работната група за изборниот законник, најави претседателот Африм Гаши на денешниот редовен месечен брифинг со новинарите. Тој рече дека е при крај формирањето на работната група во која ќе се вклучат по двајца представници на парламентарните партии. Во врска со тоа кој ќе биде координатор на групата, Гаши појасни дека тоа не е најсуштинското прашање. Според него, од приоритетно значење е оваа група да биде инклузивна, со вклученост на сите релевантни политички партии, експерти и институции кои се поврзани со изборниот процес. Претседателот на собранието посочи и дека парламентот е најсоодветното место за водење на диалог за реформа на изборното законодавство, како и дека во првата фаза од разговорите треба да се утврди дали повторно ќе се оди на парцијални измени или на донесување нов законник. Многу скоро ќе ја имаме и првата официјална средба или формирање конституивна на работната група и така ќе се договориме за принципите на работа на работната група за изборниот законник. Се надевам дека ќе биде со зголемена динамика, ќе се одвиваат разговорите во собрание и на крај заедно, консензуално вклучени сите во процесот, не само политичките партии, и експерти и сите други институции кои се имплицирани во изборниот процес да бидат дел од процесот за да донесеме изборен законник кој ќе го прифатиме сите на крај, ќе го изгласаме и ќе биде многу поквалитетен од поранешните. Гаши се осврна и на преземените и завршените проекти во текот на првиот месец од 2026 година, посочувајќи на постигнатиот консензус за затворање на неколку битни точки, како што е изборот на народен првобранител и на нов состав на ДИК или донесувањето на законот за прекршоци. Одговарајќи на новинарски прашања во врска со иницијативата за укинување на така наречената преодна влада, Гаши посочи дека собранието засега не е засегнато со оглед на тоа што оваа тема беше отворена на неформална лидерска средба. Во случај пак да бидат доставени измени на законот за влада во оваа насока, Гаши рече дека би било добро и за ова прашање да има политички консензус, што ќе се рефлектира при гласањето во парламентот. Мислам дека разговори течат и не верувам дека владата без да има некој начелен договор помеѓу партиите да предложи нешто така големо круцијално, но сепак зависи од нив. Во моментот кога ќе имаме од владата предлог до собранието, ние ќе го доставиме до пратеници, ќе започнеме процедурата и потоа и политичките партии, но и граѓаните ќе ценат дали е во ред тоа или не. Претседателот Гаши одговараше и на прашања на новинарите во врска со изборот на новите членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.